Јас сум Стеван Стевковски, живеам во Можермало, имам некаде околу 61 година, 61-62 сега. Јас закорачив, имам жена и едно синче кој има 17 години, жената се вика Вихи. Сега во моментот работам со моја фирма, која сега ја основав. И поентата ми е на ова што сакам да кажам некои сведоштва кои Бог ги направи со мене. Јас бев атеиста и не верував многу во Господ. Ние дури со другарите кои бевме помлади, знаевме да отидеме дури за Великден во црквата и да направиме круг, па еден од другарите да мокри таму. Мислам, многу гнасни работи, па знаевме на поповите да отидеме таму да не попрскаат, се дигавме раце, така чисто се правевме мајтап со свештениците и навистина јас не верувам во Господ, иако сум крстен во православната црква, венчан сум во православната црква, но самото запознавање со Господ направи една метаноја во мојот ум, една промена што не можам да ја опишам. И она што сега јас го гледам, овој однос, личен однос со Господ е толку силен и моќен што криво ми е едноставно зашто јас Господ не сум го запознал порано и криво ми е зашто и луѓето други не го прифаќаат Господ. Затоа што јас со Господ едноставно прогледав. Добив една нова димензија на животот, едно бавење, една прекрасна работа. Од една горделива, лоша личност ме претвори во една прекрасна што јас гледам таа промена. Но сакам да зборувам сега за оној дел кај што Господ ме допре, зашто Господ направи таква ситуација за да јас поверувам. Јас работев и тогаш има фирма, се викаше мојата фирма Евросад, и еден ден добив толку силна вртоглавица што таа ме брза запостела 2-3 години. Жената ја презема фирмата да води, а јас бев во постела. Докториве ми дадоа 6-7 таблети, седативни средства кои ме возуваа за постела, па дури и до 16-17 сати преку денот спиев. Ке станев само да каснам нешто, да прочитам и пак лекнав, спие. Едноставно не функционира. И очекував дека медицината нешто ќе направи, но напразно се надевав во сето тоа и сега која читам Библијата, многу убаво зборува проклет да е човек што се надева на човек. И навистина беше така, јас се надевав во медицината и одеднаш тој доктор кој што се лечев јас ми пресудни една смртна казна и ми кажа дека до крајот на животот јас ќе бидам таков, дека ќе треба да пијам таблети, а едноставно јас не функционира. И ако остане во таа состојба, ќе бев се уште жив мртвец, но во тие лоши моменти едноставно ми дојде мисла дека можеби има Господ. И јас не верував, некако бев атеиста, но тогаш кога си во тесно собран некако, сакав да го побарам Господ и побарав во жената да отидеме до црква да видиме што прават луѓето, може да има навистина Господ, може да тој ќе ни помогне. Знаеш, кога ќе дојде човекот во некоја лоша ситуација, така, во некој ѓорсокак и тогаш се фаќаме ние за сламка, но Бог не е сламка. Јас отидов во
црквата Свети Димитрија, не знаев што да правам, не знаев дали да треба да се молам, дали да палам свеќ или било што. На тоа не уче. Тоа го гледав во православната црква. Но на излагање ја купив Библијата и не верував дека таа Библија толку може силно да зборува. Веднаш еден стих толку отскокна од Библијата, толку силно ми зборуваше. И едноставно како Господ да ми подаде рака и да ми кажа Стево, од денеска натака јас сум со тебе. И тој стих гласеше вака, тој е во Матеј, Евангелието по Матеј, 6 глава, 6 стих, кај што кажува: ти влези си во својата соба, затвори ја вратата и помоли му се на Господ. Господ ќе те види дека ти во тајно се молиш и ќе те награди јавно. И навистина толку тој стих ми зборуваше силно и моќно и јас се држав за тој стих затоа што тој многу ми одговараше. Јас не можев да се движам од тие силни вртоглавици, ми одговараше да бидам дома во својата соба, да другарувам со Господ и почна тоа другарување со Господ. Тој вистински однос со Господ. И навистина ме зачуди тоа што почна Господ веднаш да одговара на моите молитви. И едноставно во тој момент моите молитви беа: Боже, те молам, направи го тоа за да ти верувам. И тој ќе го направи тоа. Боже, направи го ова, тој ќе го направи. И интересна работа, сега сакам да поврзам едно сведоштво баш во тој момент кога бев на почетокот во мојот христијански живот. Татко ми беше болен од карцином и јас имав толку мала вера што тогаш се молев: Боже, те молам татко ми да не оди во пеколот, него да оди во рајот. И цело време се молев и тој ми беше тука и можев да му кажам што треба да направи за да може да се спаси, но едноставно некако не ми даваше да му зборам, не знам зошто беше тоа така, ама верувам дека Бог сакаше да направи едно такво чудо за да јас поверувам, затоа што јас како атеиста сакам нешто да опипам, да видам дека е навистина така, дека Бог е жив и дека Бог прави чуда. И татко ми кога дојде во тој краен стадиум на карциномот, беше веќе во Сурајдер, во Ѓорче, до гериатрија тоа Сурајдер. И карциномот толку напредуваше, он имаше карцином на хранопроводникот и толку се запуши и престана да зборува. И ние кога отидовме на посета, тој покажуваше нешто вака со рацете. И тогаш Господ ми ја отвори устата и му реков: тоа е Господ и чека ти да се покажеш. И интересна работа што Господ знае да направи човекот да не зборува па да зборува. Мислам, Господ е семоќен. И одеднаш татко ми стана од креветот и кажа една покајничка молитва што никој не го спремал, ама беше воден сигурно од Светиот Дух. И кажа една ваква молитва: Боже, те молам да ми ги простиш сите мои гревови, не само на мене, него и на моето семејство тука. И со жената, кога што си доаѓавме од посетот кај татко ми, и жената исто е христијанка, и таа успат ми кажа: Стево, татко ти денеска како што се очисти пред Господ, Бог ќе се го земе уште денеска. И уште само што стигнавме дома, ни се јави од болница дека татко ми почина. И навистина Бог е прекрасен, тој знае да направи прекрасни чуда. Може да не зборуваш, потоа да направи да зборуваш, а сето тоа Господ го правеше ради мене да ме осили во верата, да видам дека тој е стварно семоќен. Затоа што јас со него секогаш некако се пазарам: Боже, направи го тоа, па ќе ти верам, направи го тоа, па ќе ти верам. Имаше случка кога јас работев со фирма и
тогаш и имаше една ситуација во Библијата прочитав кај што треба да даеме десеток на Господ и ја викам зошто да му давам јас десеток на Господ, па како ќе ми ги намножи, како тука пишува ќе ми ги намножи, викам добро, што ми ги намножува, викам јас ќе му дадам десеток. И дадов на едно дете што нема, 100 марки беа тогаш во тоа време, затоа што јас сум христијанин веќе околу 20 години и му дадов 100 марки и не очекував да му кажав дека не мора да ги враќа, дека тоа го правам као за Господ. И чекав да Господ тие пари ми ги намножи. И навистина не помине една недела, Господ ми ги намножи толку многу, тие 100 марки дојде околу, не знам, околу 80.000 денара ми дојде. И сега ние со нашиот ум одма правиме некои филмови, кажуваме, тоа вака, не е така, не е така. А сега знам дека Господ, затоа што ми даде пари преку еден човек кој никогаш не ми давал пари. Тој никогаш не дава пари. И знам дека е од Господ, ама сега, а тогаш во тој ма вика, не. И дојде една ситуација, почнав да читав понатака Библијата, и дојдов до една ситуација кај што веќе се бунтував со Господ, викам, Боже, викам, како е можно сега ти да одиш по вода, јас тоа не можам да го верувам. Тоа ми е абстрактно нешто. Јас знам кој ќе влезам во вода, си тонам, ќе се удам. Но, викам, кој ќе ми го докажеш ова, јас ќе продолжам да ти верувам. И ќе продолжам да читам Библијата. И во тој период со жената се договарахме за тоа што јас уште бев така по тие седативни средства и жената ми викаше стево да одиме малце на море, да малце воздухот да смениме, да делува малце позитивно на тебе. И отидовме во Будва. Интересна работа, еден ден на плажа се појави еден човек што не тоне, што многу интересна работа, и тој собираше пари тука на обалата, застана, стави шеширот, ни даде некои папки тамо што е снимен, како снимале дека не мрдани со мал прс, со подводни камери го снимале, човекот е некој така талент, антиталент, не знам како да го кажам. Но едноставно ние бевме на крајот на плажата и за да биде сведоштво уште појако, Бог испрати 20 тука околу мене да зборува дека тој на вистина не тоне во вода. Па дури и една папка дојде до мене, иако бев на крајот на плажата, за да биде силна таа потврда. И видов дека го снимале на Гердап, на Хаваи, не знам каде, човеков на вистина не тона. Но тогаш во умот ми дојде на мисла, верувам дека тоа беше Бог и кажа, овој ако не тоне, јас ќе одам по вода. И така продолжив да другарувам со Библијата. И сега си дојдов до оној дел во Библијата кај што во посланието до Јаков, во 5-та глава, не знам таму при крај кој стих беше, ми се чини 15-20, кај што кажува за моќта на молитвата, вика кога е некој болен, нека повика старешини од црквата и нека се помолат и Бог ќе му ги тргне сите гребови и ќе го исцели болниот. И интересна работа, јас се задобив баш во тие стихови, како јас сега какви гребови, што гребови, мислам, уште се тоа не ми беше јасно, ама многу е важно да знаеме дека и тие гребови не врзуваат за постава. И јас се сеќам кога ја отвори Библијата, кога почнав да читам и се прашав дали Бог може да ми прости јас колку сум грешен. И верувам дека и ова што го пишува тука баш за тие наши гревови што ги правиме, некојаш не врзуваат и за постава.
И затоа Господ нагласува дека Господ ќе ни ги тргне сите наши гревови и ќе ни исцели. И јас тогаш повикав двајца да дојдат кај мене, верници, еден пастор и негов помошник дојдо кај мене. И едниот дојде во мојот дом дојдо, и едниот дојде приде, ја стави раката на глава и почна да се моли. И сега кажуваше нека обична молитва. Боже, те молам ова чедо да го оздравиш, не кажуваше некоја абракадабра молитва. И одеднаш ја добив толку силна вртоглавица што стварно не можев да се воздржам, се седнав, он го осети тоа, се тргна малку на страна. И јас кој имав силни вртоглавици, обично ќе се испотам, па може некојаш и да поврати, што толку се силни тие вртоглавици. Но сите мирувавме некако. Едноставно, јас само малку се испотив и сетнав, се смири тоа вртоглавицата. И одеднаш приде пасторот што е од евангелските цркви, Јонатан се вика Влајсавлевич, и тој ми стави, му дадовме наше масло од куќата, ми стави едно крвче тука од маслото, ја стави раката и почна да се моли. И се одеднаш, јас иако бев тогаш на почеток, не знаев сето тоа што се случува, но одеднаш ми беше сето тоа чудно, овој се моли, ја доби вртоглавица. Се овој се моли, одеднаш осетив таква топлина како да ми стави жар од оган на челото. Ми изгоре челото. Викам, нормални ли се овие што прават? Не можем едноставно, како што сега се провлеков низ седиштето. Ама едноставно како Господ со апаратта ми го завари центарот за равнотежие и од тогаш не добив ни една вртоглавица. И тој е прекрасен Бог. Интересна работа, сега првиот кога се молеше, кога доби вртоглавица, интересна работа, секојаш вртоглавици ми беа на десна страна, тогаш тој кога се молеше како да се одмота нешто, знаеш, вака интересна работа. Се сврте обратно, на левата страна. И едноставно, кога веќе Господ ме исцели и како да кажам, бев радосен, веќе престана вртоглавиците, немаше вртоглавиците, етапно почна Господ да ме чисти од сите тие отрови што ги внесов, од сите тие таблети, престанав да пушам, престанав да пијам алкохол, почна Господ да работи силно со мене. И едноставно, кога видов дека ова со Господ е сериозна работа, кога видов дека односот со Господ кога е толку добар и толку отворен и толку чесен, и тогаш Господ прави прекрасни чуда. И јас на почетокот мислев дека Господ е некоја мислена именка, некоја сила, така има, се случува, но кога имаш еден близок однос со Господ, се случуваат чуда. И Бог е исцелител, Бог е семак. Мене ми е криво како луѓето не може да поверуваат во Господ. Не знам што ги спречува да дојдат до Господ. Јас видов толку добри работи од кога другарувам со Господ. Јас сега ќе напоменам едно утро кога без Господ како се понашав, и едно утро кога сум со Господ како се понашав. Кога бев без Господ, јас станував на сабајле, уште во кревет лежев, бев паша невиден, знаев само да се дерам, да викам, Вики, те молам, пепелјарата тука, цигарите тука, кафето, брзо, ајде, што чекаш, само да се дерев и викам. Но Господ направи таква промена во мојот ум, што јас сега ова утро, да речеме, го рачунам пред Христа и после Христа.
Ова после Христос, кога го запознав, сега јас станувам варам кафе. Станувам порано од жената. Ќе направам кафе, ќе го донесам тука до прозор, ќе отидам во купатело, ќе им ставам паста на четките, на детето ќе му спреми што треба тука. Едноставно и се молам на Господ да им служам на моите. Престана тоа викање, престана тој пашалак. И едноставно јас пред Господ кажав, после сето ова што се случи, една прекрасна молитва, која Господ ја очекува од секој еден човек што е на земјата. Ние обично сакаме, направи го тоа, ќе го добијам ова. Се нешто да бараме. Но Господ го чекаше тој момент кога ќе ја кажам јас вистинската молитва. И еден ден ја застанав пред Него и кажа вака: Боже, јас со мојот ум стигнав до тука. Од денеска ти се предавам во твои раце да ти ме водиш. И Бог направи чудо. Бог ме смени, настана метаноја во мојот ум. Промена, се свртев за 100%. Не знам што, Бог е прекрасен. И кажав уште една молитва, што Господ ја очекуваше таа од мене. И тогаш ја кажав и оваа молитва: Боже, јас не сакам повеќе да се докажуваш на мене. Јас видов дека ти си семоќен и дека правиш чуда. Ти направи многу чуда со мене. Сакам од денеска да работиш со мене. Се она што не чини, што не е чисто во мене, да го исчистиш. Ако имам гордост, да ми ја тргнеш. Ако имам некоја ароганција, ако имам само бендисаност, било што не ти се допаѓа, те молам да го искордиш. И јас мислам дека таа молитва ја кажав после година-две од христијанството. Обично првите 2-3 години ми беа: дај ова Боже, па ќе ти верам. Направи го ова, па ќе ти верам. Но кога ќе видиш дека Бог е семоќен, тогаш го кажуваш она што Бог го сака.